Најновите информации во однос на гласањето кој што се одвива токму тука на ова избирачко место е дека всушност до 13 часот излезноста била 8,6%. Инаку она што можам да кажам дека токму тука во основното училиште браќа Рамис Хамид во општина Шуто Ризари за сега е мирно без инциденти, а додека пак гласањето се одвива изборите во фер и демократска атмосфера. Меѓутоа во 12 часот токму тука пристигна и шефицата на наблюдувачката мисија ОПСЕ Корин Јонкер, која што всушност истакна дека важни се демократските принципи, а не резултатите од овие избори, односно според нив, според ОПСЕ, но сепак не откри детали во однос на нивните наблюдувачи кои што ги имаат информациите во текот на денешниот ден. Таа спомена дека со дополнителни информации и нивна оценка информации во однос на тоа како помина денешниот ден ќе споделат утре на пресконференција. Но јас да не должам многу да погледнем и да слушнеме дел од нејзината изјава. We focus on the pre-election period. We are already here in the country for 5 weeks. And then, of course, we also observe election day. And also after the elections, we look at how things are dealt with in the post-election period. If you allow me to give some examples, in the pre-election period, we looked into the candidate registration, if it was done well. We looked at how the voters list was dealt with, and if people have confidence in the voters list. We monitor the media, if the different candidates are covered in a balanced way, and if the media is independent. But we also look at the political background and, of course, the campaign. Тоа беше дел од изјавата на Корин Јонкер која што слушнавме пред малку, а исто така за 1TV изјава даде и председателот на избирачкиот одбор Ајет Османовски, кој што истакна, како што претходно реков, дека до 13 часот излезноста било 8,6% и дека за сега нема инциденти, односно изборите се одвиваат во фер и демократска атмосфера. По продолжение да слушнеме дел од неговата изјава. Гласањето тече во најдобар ред. Бројките до 13 часот говорат дека имаме вкупно 2045 гласачи кои што го оствариле своето право на глас, од вкупно 23.711 кои што се на избирачкиот список, односно 8,6%. Во каква атмосфера се одвива денешното гласање? Сега за сега е не толку многу раздвижено. Очекуваме некаде кај 16 па до крајот на денот поголем број на граѓани да излезат и го дадат својот глас. Ги слушавме и погледнавме изјавите на шефицата на мисијата на ОПСЕ, како и на председателот на избирачкиот одбор. Нашата екипа останува тука на терена, секако со дополнителни информации од ова избирачко место ќе ви информираме во текот на наредните информативни издања.